околу пописот кој што се планира во 2020, нели директорот на Државниот завод за статистика на неколку пати излезе со изјава нема потреба од етничка графа, ќе одиме само со јазикот кој што го зборуваат заедниците. Па сега ако земеме во предвид дека само во Тетово, Скопје и Куманово мнозинството од ромите го зборуваат ромскиот јазик, ние ќе испаднеме околу 20.000 роми во Македонија, што е за помалку од 50%, да. Би се намалила бројката на роми, тоа е една работа. Друга работа, вчера размислував, се надевам дека не сум во право, еве добра прилика да го споменам тоа. Следејќи пресконференцијата на премиерот во врска со договорот со Грција за името, ја искрено гледам опасност кога ќе се отвори уставот и ревизијата на тие членови кои што треба да се менуваат, да не се искористи тој хаос и на брзина да се скинат сите други етнички заедници и да се стави само формулацијата како заедници под и над 20%, што исто така и со устав и понатаму со закони би ги намалило правата на заедници. Со одење, давање на краткорочни сервиси, на хуманитарна помош или пополнување на документи, ајде да ги запишеме вашите деца, дај ќе ви пополниме документите за социјално, за здравство, луѓето остануваат уште поназад, стануваат зависни од оние кои што го нудат тој сервис и за понатаму се наоѓаат уште во потешка ситуација. Толку треба да се оспособат, треба да се поттикнат и охрабрат, да се организираат меѓу себе и да ги застапуваат своите права, токму онака како што прави Алјуш, а ние како активисти, посебно како организации, да ги поддржиме таквите иницијативи колку што можеме. Се навратам на периодот пред парламентарните избори, кога на прашање од публика, од страна на студент ром, премиерот Заев кажа дека младите роми сами ќе ги решаваат своите проблеми, дека новата влада, откако ќе се формира, тогаш уште не беше формирана, дека ќе ги решаваат, ќе имаат можност да ги решаваат своите проблеми. Меѓутоа, еве, помина повеќе од една година, се уште го нема ангажирано ни советникот за ромски прашања во неговиот кабинет, камоли за повеќе. Имаме неколкумина кои што се на повисоки раководни функции, ја ги познавам двајца, за други не знам, во улога на директори, не зборувам за политичките позиции. Меѓутоа, не се на позиции кои што реално можат да придонесат за подобрување на состојбата и на статусот на ромите. Ако ме прашате зошто, не би можел да одговорам, затоа што не сум бил присутен на преговорите, не сум бил тој кој што преговарал што треба да добиеме како заедница, што ни е важно и како треба да се поставиме за понатака. Предпоставувам бил мал капацитетот за преговарање понатаму. Сега, една груба споредба, например, ако сега имаме само министер без ресор, претходно имавме и заменик министер во рамки на Министерството за труд и социјална политика и плюс помошник заменик министер за внатрешни работи. Сега имаме само министер без ресор. Веројатно е до капацитетите на политичките партии, а може би недовербата во ромите како електорат и сознанието дека можат полесно да ги добијат гласовите на ромите.